И веќе го гледате насловот на проповедта елементи на библискиот пост. Нова тема имам зборувано одамна во црквата, некои од вас можеби ќе се сетите на некои нешта. И тие што сте подолго верници, веројатно и голем дел од овие работи ќе ви се познати. Но решив да зборам нова тема затоа што знаете во четвртокот кога се собравме, одлучивме да имаме пост 21 ден пост, заради тоа што еве на таква иницијатива сега после Нова година има кај повеќе цркви во Македонија, но и во светот. Но важно е кога веќе воведуваме пост и малку повеќе да позборуваме за тоа што е самиот пост, што представува. Факт е дека живееме во време кога постот не е многу популарен. Постот подразбира да поминеме време во кое што ќе се лишиме од храна. Денеска сме во едно општество кое што е материјалистичко, конзумирачко општество, каде што храната ни е, да бидеме искрени, достапна на сите и верувам дека нема никој денеска кој што се нашол во ситуација да треба да гладува, да нема што да јаде. Сите ние имаме храна доволно и научени сме да си јадеме редовно. Си имаме веројатно по 3 обрци на ден, редовно си јадеме и некако заборавивме на тоа што е пост. Заборавивме да научиме да понекогаш се лишиме од храна. И затоа постот денеска не е многу популарен. Но сетете се порано, дури и нашите стари знаеа да кажат среда и петок нели се пости. Иако тој пост може би е малку поразличен од оној библискиот, повеќе подразбира да се јаде постна храна, но сепак тие барем практикуваа некаков вид пост. Денеска новите генерации го немаат ни тоа. Младите скоро да не знам некој нели да каже среда и петок постиме. Така да постот некако целосно исчезна од нашиот ум и од менталитетот кај нас. Затоа сакам да се навратиме малку на библискиот пост. Библискиот пост и како не само што е дел од христијанскиот живот, тој е потребен. Исус зборуваше за постот и постот го представуваше помеѓу неговите ученици како нешто вообичаено. Во една прилика, обраќајќи се на неговите ученици, Исус рече: а вие кога постите, правете го тоа и тоа. Кога постите, немојте да се покажувате пред луѓето, нели сите да знаат или да ве гледаат, да не се фалите. Но интересен е тој дел кога Исус го спомна постот. Тој за постот зборуваше како императив, како нешто кое што е неодделив дел од христијанскиот живот. Исус не рече: а вие ако случајно решите да постите. Исус не рече: ако некој од вас понекогаш сака да пости. Него забележете, тој рече: а вие кога постите. Со тоа подразбирајќи дека тие секако постат. Како да се подразбираше дека постот е присутен. Исто како кога на вас ќе ви каже некој: а ти кога утрото одиш на работа, нели, а ти кога седнуваш да јадеш, ние не велиме: а ти ако некогаш решиш да јадеш. Не зборуваме во таа смисла: ако некогаш решите да јадете, ако се сетите, да знаете дека треба да си носите и виличка. Не, ние велиме кога седнуваш да јадеш, бидејќи знаеме дека секој ден седнуваш. Затоа Исус, обраќајќи се учениците, вели: а вие кога постите, подразбирајќи дека тие го прават тоа нешто. Тоа се подразбира кај нас христијаните. Исто така ја гледаме важноста на постот, колку е таа неопходна кога се соочуваме со оној духовен демонски свет. Библијата ни кажува дека ние сме во една постојана борба со демонски свет, кој што сушност војува со човештвото. И колку и да не ги гледаме, колку и да не сме свесни, демонските духови, тие нечисти духови се присутни, тие секојдневно се обидуваат сушност да му наштетат на човекот. Понекогаш, за жал, успеваат и да обседнат луѓе и да бидат обседнати од демони. И интересно, кога учениците во една прилика се обидува да се справат со еден човек обседнат од демони и му заповедаа на демонот да излезе,
тој не сакаше да ги послуша. И потоа се пожалија на Исус, рекоа дека не можеа да го истераат демонот од тој човек. Се сеќавате ли што им одговори Исус на нив? Овој вид на демони, рече, се истерува само со молитва и пост. Зошто беше потребно учениците да научат да имат време во молитва и пост, за да се справат со демоните? Затоа што постот подразбира една по-блиска, по-силна врска со нашиот Господ. И овде ни покажува и овој текст дека ние доколку сакаме да имаме духовна победа во овој свет, доколку сакаме да имаме духовен напредок, мораме да ја научиме таа пракса да заедно со нашата молитва имаме и пост. Затоа постот ни е неопходна духовна дисциплина. Постот ја менува духовната атмосфера кај нас, но и околу нас. Ќе споделам на самиот почеток еден пример за еден познат проповедник од Америка. Неговото име е Двајт Муди. Овој човек, пред да биде толку, да кажеме, познат, имал можност да замине во Англија и сакал таму да помине некое време малку да се одмори и повеќе да слуша други проповедници. Но кога еден негов пријател, пастор, дознал дека е таму, тој го замолил во недела да проповеда во неговата црква, и во многу од тие цркви тогаша и денеска има всушност две богослужби, има утринска богослужба и вечерна. Тој го замолил да зборува и на двете богослужби. И Двајт Муди кога проповедал на утринската богослужба, атмосферата во самата црква била толку тешка, толку непријатна, дури слушателите биле равнодушни додека тој зборувал. Двајт Муди подоцна признал дека тоа му било најтешкото проповедање во животот. Додека проповедал, се измачувал, чувствувал како да проповеда на сила, како да не допираат зборовите до слушателите. Многу тешка и непријатна атмосфера. И откако завршил, знаејќи дека треба да зборува и вечерта, дури било бесхрабрен и се прашувал дали да дојде и да зборува повторно во истата црква, но бидејќи веќе ветил, решил и вечерта да проповеда. И нормално проповедал пред истата публика, истите слушатели дошли и вечерва, но се изненадел дека вечерта атмосферата била сосема поинака. Била толку прекрасна, пријатна, отворена атмосфера, како некаква невидлива сила наеднаш да била присутна и да ја менувала целата атмосфера. Дури на крајот, кога завршил со проповедта и повикал на покаяние, кој сака да стане и да се покае, да го прифати Исус за Спасител, 500 души станале и го прифатиле Исус. Тоа била навистина една чудна ситуација во која што Божјото присуство се чувствувало. Овој проповедник Муди не можел да не забележи дека нешто е поразлично. Тој предпоставил дека мора да има во оваа црква некој молител, мора да има некој кој што се моли за да нештата се менуваат. И прашувајќи, открил дека всушност има едно девојче по име Маријана, која што била инвалид, и му кажале: имаме една девојка, наша сестра, таа затоа што е инвалид не може да доаѓа на црква, но таа редовно дома се моли постојано. И тој поморал да го однесат кај неа и да ја посети. Кога отишол следниот ден кај неа, таа му кажала дека всушност, бидејќи на утринската богослужба во недела не можела да отиде затоа што е инвалид, и незината сестра редовно одела на црква и таа ја пренесувала што се случува. Кога се вратила од црква и кога кажала дека на црква е проповедникот Двајт Муди, таа одлучила тој ден да не јаде ништо. Решила да пости и да се моли. Рекла: не ми носете веќе храна во собата, јас денеска ќе се заклучам и цел ден ќе го поминам во пост и молитва, сакам да се молам за вечерната богослужба за Господ да ја благослови.
И гледате ли како резултат од времето што таа го поминала, како плод од нејзиното време на пост и молитва, вечерната богослужба имала сосема поинака атмосфера. Господ благословил да може присуството на Свети Дух да биде огромно и дури 500 души се покајали. Ова ни кажува за силата на постот и молитвата. Затоа е важно да разбереме дека постот и денеска ни е потребен. Но ајде да видиме што представува постот. Која е дефиницијата на постот? Ние во Македонија можеби сме научени постот да го познаваме во една поинаква рамка. Кај нас спомнав и на почеток, од нашите родители или баби дедовци сме научиле дека пост значи да си сготвиш гравче без колбаска. Тоа е пост. Но во таквиот пост кај нас сепак се уште се јаде, само што се јаде постна храна. Не се јаде мрсно и не велиме, тоа е пост. И кај нашиот народ, кога зборуваме за пост, многу пати молитвата е отсутна. Под пост подразбираме само да јадеш постно гравче. Но што е библискиот пост? Кои се елементите на библискиот пост? Сега ќе ги погледнеме и многу важно е, кога ќе зборуваме за библискиот пост, ќе цитираме многу текстови од Библијата, за да видиме дека она што ние го подразбираме како библискиот пост, не сме го измислиле ние. Го има во самата Библија. Ние не измислуваме нешто ново, не промовираме некакво ново учење. Па еве да го погледнеме првиот елемент на библиски пост. Библискиот пост во себе вклучува воздржување од храна, а во одредени случаеви и вода. Ова може би ќе изненади некои македонци, но всушност и самите зборови што се употребени за пости во Стариот и во Новиот Завет подразбираат дека оној што пости, всушност тој ден или во тој период се лишува од храна. Во Стариот Завет постојат два збора, еврејски зборови за пост. Едниот од нив е сум и означува затворена уста, што значи устата нема да ја користиш за храна. И вториот збор е анах, означи да се понизиш. Додека во Новиот Завет има два грчки збора, едниот е нестеија, значи не јадење, и вториот е аситос, значи без трошка храна. Значи гледаме и во двата случаи, и еврејскиот збор, и во Новиот Завет грчките зборови означуваат без храна, да не се јаде. И еве ќе го погледнеме тоа практично и со библиски текстови. Ќе видиме дека секаде каде што Библијата зборува за пост, обично подразбира да не се јаде. И тоа не само да не се јаде мрсно, да не се јаде месо, него воопшто да се лишиме од храна. Имаме еден пример во Стариот Завет, каде што цар Давид, неговото дете се разболе и Давид одлучи да пости. Одлучи да пости и да моли пред Бог за да го спаси, да моли за милост за животот на своето дете. И за жал неговото дете сепак почина и неговите дворјани, слушате сега, доваѓаат кај него и слушате што велат. Вели, тие го прашаа, што правиш тоа? Додека детето беше живот и постеше и плачеше, а сега кога детето е умрено, стануваш и јадеш. Што ни кажува ова за постот или како Давид постел? Кога Давид престанал да посте, дворјаните забележале дека сега решил да стане и да јаде. Тоа што значи? Додека постел Давид, дали тој јадел? Не. Не, затоа што од текстот можеме да видиме, вели, ти додека детето беше живо, постеше. Ако го умре, сега реши да јадеш. Значи, претходно тој не јадел. Ова ни кажува дека постот подразбира не јадење. На Давид не му е ни било до јадење, бидејќи неговото дете било болно, тие му нуделе храна секој ден, но тој рекол, не сакам да јадам, постам. Постот подразбира да не јадеме. Истото го читаме и во книгата Естир. Естир беше во
туѓа земја заедно со незиниот народ, со еврејскиот народ, и таму беше издадена царска заповед со која што целиот еврејски народ требаше да биде погубен. Заради тоа нешто, Естир одлучи да пости, но го повика и незиниот народ да пости. И слушнете што вели Естир. Вели, ајде, собери ги сите евреи кои се наоѓаат во Шуша. Постете за мене, не јадете, ниту пиете 3 дни и 3 ноќи. И јас ќе постам така со своите девојки. Повторно гледам и овде, постот подразбира да не јадеш, во овој случај дури одлучили да не пие, без храна и без вода 3 дни и 3 ноќи. Ова се старозаветни текстови, но ако отидеме во Новиот Завет, слично нешто ќе видиме и таму. Овде го гледаме Исус, вели Исус постеше 40 дни и 40 ноќи и најпосле огладне. Во Лука 4 глава вели, во тие дни не јадеше ништо. Се разбира, ова е екстремен пример, исклучителен пример во кој што дури 40 денови Исус постеше. 40 денови се премногу денови за некој да може да пости и ретко кој би издржал, и затоа имаме само 2 случаи во Библијата. Во Стариот Завет е Мојсей, во Новиот Завет го гледаме Исус. Никаде на друго место не се среќава, но во секој случај и овде е нагласено дека додека Исус постеше, не јадеше ништо. Затоа ни се кажува дека најпосле огладне или прегладне. Значи, во сите овие случаеви можеме да видиме дека и кога во Стариот Завет постеа, и во Новиот Завет, и Исус, па дури и апостолите, подразбираше воздржување од храна. Се сеќаваме на едно место, фарисеите му префрлија на Исус, рекоа, зошто во ова време, вели, другите или учениците на Јован, вели, постат, а твоите ученици, вели, јадат и пијат. Овој коментар ни кажува дека и тие подразбирале дека ако јадеш и пиеш, тогаш не постиш. И обрно, оние што постат, не јадат и во одредени случаи не пијат. Затоа многу лесно препознаа фарисеите дека учениците на Исус не постат. По што познаа дека не постат? Бидејќи ги видоа како јадат. Значи, ако некој те види дека јадеш, тоа значи дека ти не постиш. Без разлика дали јадеш гравче, или јадеш боранија, или јадеш колбаси. Постот подразбира да кажеш денеска нема да јадам, да се лишиш од храна. Постот подразбира и воздржување од телесни задоволства. Едно од тие телесни задоволства е всушност интимниот или сексуалниот однос, особено кај брачните партнери. Но гледаме дека во Новиот Завет, кога Павле зборува во врска со тоа во Прво Коринтијаните, тој вели, не лишувајте се еден од друг, зборувајќи на брачните партнери, освен по договор за некое време, за да се предадете на постот и молитвата, нели? Потоа состанувајте се пак. Павле вели, кога ние минуваме време во пост и молитва, тогаш треба да се лишиме од такви нешта. И се поставува прашањето, зошто, која е поентата да ние кога постиме да се воздржиме од храна или од телесни работи, од сите телесни задоволства. Идејата или намерата не е на Бог ние да се измачуваме овде. Бог не сака да каже, ајде ќе ве мачам 2 дена, да ве видам, нели, тие 2 дена да не јадете, да немате никакво задоволство и да се ставите на маки. И сега ние да кажем, добро, еве Господе, ако тебе ти е угодно да се мачам, еве ако треба ќе се мачам 2 дена. Воопшто не е тоа идејата на постот. Затоа понекогаш луѓето кои што го гледат постот како такво нешто, само некако измачување, само одречување, не го разбират и велат, што сега му правам со ова угодно на Бог. Што Господ има корист од тоа ако ја 2 дена не јадам или 3 дена не јадам? Бог ќе добие ли нешто од тоа? Но гледате, поентата на тоа не е да се измачуваме. Поентата на постот е да можеме да ги ставиме по страна сите наши телесни задоволства кои што сушност ни го одземаат вниманието или ни го одземаат, како да кажам, заедништвото, блискоста со Бог
и во тоа време кога се лишуваме од телесните работи да можеме да се посветиме на духовните. Знаете, тоа е, еве преска баш зборував со еден брат од Кавадарци. Тој дојде кај мене и ми рече, јас вели еднаш решив да постам и решив тој ден нема да јадам ништо. И не јадев наутро, ништо не доручков. За ручек пак издржав, не јадев, ми беше тешко, пак не ручав. Дојде вечерата, решив и да не вечерам и пак не јадев. И вели цел ден се измачував, ама вели јас не осетив ништо тој ден. Вели цел ден го поминав во гледање телевизија, гледав филмови, на Фейсбук си седев цел ден, на телефонот и само се измачував цел ден и не видов никаква фајда од тој пост. И не разбрав нели зошто јас сега се мачев цел ден да не јадам цело време. И јас разговарајќи со него му реков, види, поентата на постот ти си ја погрешил, не е да се мачиш да не јадеш, а пак да си тераш по твое да си правиш твои работи. Замисли, му реков, еве ти ако си женет, замисли твојата жена ти вели, цел ден работиш од сабајле до вечер, ние не можеме ни да се видиме, ни да бидеме блиски. Ти само си на работа, по цел ден си само на работа, јас од тебе не можем ни да се видам. И замисли, жената побара од него и му рече, можеш ли еден ден да не одиш на работа, за да може да бидеме заедно? И замислете, тој човек решава да земе слободен ден од работа и не оди на работа, доаѓа дома, се заклучува во собата, си пушта телевизор пред него и цел ден гледа телевизија. Ја постигнал ли тој целта? Не. Бејќи, шо фајде што не бил на работа цел ден? Шо фајде што тој ден земал слободен ден од работа, кога дома пак не поминал време со неговата сакана. На крајот си се затворил дома, пак си минал пред телевизорот и некаква фајда. Затоа, смислата на постот е, ако ние решиме да се лишиме од овие телесни работи, за да поминеме повеќе време со Бог. Да можеме да кажеме денеска, нема да давам задоволство на моето тело, денеска ќе го хранам духот. Затоа на почеток сликата што ја ставив беше слика на која што забележавте, Библија на чинија и од страната виличка и нож. Мојата керка Ребека, кога ја виде вчера, вели, тато, Библија не се јаде, што си ставил Библија? Да, ама Библијата е наша духовна храна. Кога постиме, ние на чинијата не ставаме месо, не ставаме граф, се храниме со Словото Божие, се храниме со Божиото присуство. Се одрачуваме од храна и од такви задоволства и од други причини, бидејќи најчесто ние постиме кога имаме некаква огромна потреба, духовна или некаков проблем. Во Библијата ќе видиме дека често пати Божите луѓе постеле кога не идувале на некаков предизвик, на прогонство, може би кога молеле за исцеление на некој нивни близок. И во такви моменти на нас воопшто не е до физички задоволства и до храна. Во такви моменти ние имаме многу поголема потреба да бидеме близко до Бога и да измолиме благослов или водство за ситуацијата во која што се наоѓаме. Замислите, ако вашето дете, не дај Боже, е во критична здравствена ситуација, ако се бори за живот, дали тогаш би рекли, дај да порачам една пица, сега како сум слободен да се најадам. Дали на вас не ви е до јадење? Кога знаете дека вашето дете се бори за живот, вие сакате да сте на колена и пред Бог да молите за неговиот живот. Не ви е дошло до тоа, сега јас кога дома ќе готвам нешто, ти нели сакам да јадам. Не ви е дошло на вас до интимни односи, не ви е дошло до работи што се телесни. Во тој случај ние размислуваме само за тоа да бидеме поблиско до Бог, бидејќи ни треба неговата сила, неговата подкрепа, неговата рака да биде на нашето рамо, неговото водство. Затоа постот подразбира воздржување од телесните задоволства и од храна. Состојба. Еден од елементите на постот е исто така став на понизност, дискретност и покаяние. Кога ние постиме, доаѓаме пред Бог со понизен став. Рековме дека еден од старозаветните зборови за пост е анах, што значи да се понизиш. И во постот, всушност, ние учиме да се понизиме пред Бог. Постот подразбира да дојдам пред Бог и да кажам, Господе, јас сам не можам. Потребно ми е со Твоја сила
да одам напред. Потребно ми е Твоето водство, Твоите совети, Твоята мудрост, Твоят Дух Свети да ме подигне. И аз съм изцърпен, сам не можам. Все, що правам сам, накрајот повторно е като тапкање во место. Во постот ние доваѓаме понизно пред Бог и го признаваме дека имаме потреба од Него. Затоа постот... Знаете, постот не е нешто со кое што ние треба да се гордееме и да кажеме: знаете ли, јас 3 пати у неделата постам. Знаеш ли јас колку редовно сум вклучен во тоа нешто? Имам 3 цртички за ова недела. Не е со цел да се фалиме. Постот не е со цел нашето его да го подигне, туку да не понизи, да дојдеме пред Бог, за да сватиме дека имаме потреба од Него. Затоа и постот се прави со дискретност. Затоа кога зборува Исус за постот, тој ни кажува: кога ти постиш, не мора никој да знае. Слушайте во Матеј 6 глава што кажува тој. Вели: кога постите, не бидете тажни како лицемерите. Тие намерно правеле некои тажни лица, за кога некој ќе помине да го праша: шо ти е бе? Постам. Зошто си така надам? Постам, остай, не питај. И чекале некој да ги праша. Но овде вели, тие за да видат луѓето дека постат. Вели, ти кога постиш, помажи ја твојата глава, измиси го лицето, за да не приметат луѓето, да не видат дека постиш. Имај свежо лице, понашај се како да се е во ред. Никој не мора да знае дека ти денеска не си јадел. Никој не мора да знае дека денеска си на пост. И денеска биди весел, биди радосен, без разлика, беги не е целта да се фалиш, не е целта сите да знаат. Ти постиш не заради другите да знаат, постиш заради тоа што имаш потреба да поминеш повеќе време со Бог. Тоа е поентата на постот. И рековме дека постот подразбира понизност, дискретност, но во одредени случаи покаяние. Особено во Стариот Завет постот бил поврзан со покаяние. Ние читаме, например, за Ниневија. Јона, кога отиде да проповеда во Ниневија суд Божи, пишува дека градот Ниневија објавија пост и постеа таму, мислам дека беше 3 дни, не сум сигурен, 3 дни поред, постеа се покрија со врекишта, со пепел и 3 дни постеа во знак на покаяние. Истото го читаме и во книгата Јоел. Вели: Господово е словото, вратете се кон мене со сето свое срце во пост, плач и ридање. Раскинете ги срцата, а не своите облеки. Постот подразбира понекогаш покаяние, затоа што сме застранили од Бог, сме се оддалечили од Него, сме тргнале по нашите погрешни патишта и постот има за цел да не врати повторно при Бог. Кога јас постам, доаѓам, велам: Боже, прости ми што се оддалечи. Боже, сакам повторно да бидам во Твоето присуство. Боже, прости ми во сите оние патишта во кои што застанив. Постот подразбира повторно враќање при Бог. И затоа содржи елемент на покаяние. И на крај има еден кој што може би е најважен елемент, неодменлив елемент на постот, кој што нашиот народ го запоставува. Знаете ли кој е тој? Молитвата. Молитвата. Не е можно да постиш, а да не се молиш. Ако само постиш, а не се молиш, тоа е гладување. Ако денеска решаваш да не јадеш цел ден и постиш, а не се молиш, тоа е еден вид диета. Може би ќе успеш некој кило да осладнеш, ама тоа не е пост. За да биде пост, за да биде тоа духовен момент, елементи треба додека постиш и да се молиш. Затоа мојот брат од Кавадарци, кој што денеска разговараше со мене, тој рече: не доживеал ништо. Вели: јас цел ден постев, не доручкував, не ручав, не вечерав, ама си го поминав пред Фейсбук и на компјутерот и на телевизорот. Но тој не поминал време во молитва, не поминал време со Бог. Ако само постиш, а не се молиш, тогаш тоа е загубено време. Залудно си гладувал тој ден и залудно си се лишувал од храна. И повторно ќе кажам, тоа не го кажам само јас. Иако кај нашиот народ за жал е изгубен тој елемент молитвата. Вие ќе сретнете многу луѓе кои што денеска постат
Има побожни луѓе дури и меѓу нашиот народ и православни луѓе, верници, многу луѓе кои што постат ги прашаш, а се молиш ли денеска, и кажат, не, зашо треба да се молам? И на нив тоа им е чудно. Мојата мајка, која што еве се уште си практикува, и уште од мал јас знам дека таа секој петок, таа имаше пост, секој петок си правеше постно гравче. Јас никош не сум ја видел во петок таа да се моли. И кога јас станав христијанин и почнав да читам Библија, јас се прашувам, мамо, зошто не се молиш во петок ако постиш? Таа вели, а зашо треба да се молам? На неа и беше чудно. И на многу денеска православни христијани им е чудно, бидејќи тие не ја сврзуваат молитвата со постот. Тие не сметаат ако денеска се пости, дека треба и да се молат. Но погледнете што ни кажува Библијата. Ако сме библиски христијани, тогаш треба да се држиме до она што Библијата ни го кажува. Во Неемија вели, кога ги чув тие зборови, седнав и заплакав, бев нажален неколку дена. Постев и се молев пред Бога небесен. Неемија не ги раздвојува овие два елемента. Постот и молитвата за него одат заедно. Постев и се молев. Кога постиш и се молиш. Но не е само Неемија, ајде да погледнеме другите. Во Лука 5 глава вели, тогаш верските представници му рекоа на Исус, учениците на Јован Крстител редовно постат и се молат. Гледате, повторно, овие две нешта повторно заедно, нераздвоиви. Постат и се молат. Во Дела апостолски 13 глава, кога беа собрани на едно место христијаните, апостолите и бараа Божјо водство, вели, откако постеа и се молеа, нивните соработници ги положија раците врз нив и ги испратија. Повторно, откако постеа и се молеа. Гледате, постот и молитвата секаде се заедно. Тие се нераздвоиви. И затоа е важно да научиме, кога постиме, тогаш минуваме време во молитва. Ние можеме да се молиме и без да постиме. И најчесто и така правиме. Па тогаш зошто е потребно и да постиме? Некој човек решил да го представи тоа преку една илустрација со врекичка за чај и чашка со врела вода. Замислете некој ако ви даде врекичка со чај. Нели сите ние дома имаме такви врекички за чај. Вие можете таа врекичка за чај, ако ја држите во рацете, да ја осетите миризбата што е внатре од исушените лисија. Внатре се нели издробени и сушени лисија од некакво растение од кое што се прави чај. Може да е липа, може да е мента, минта, што и да е. И вие ќе помирисете, ќе осетите, макар да бледо, ќе го осетите мирисот и отприлика може и да заклучите што има внатре, но не можете да го пиете. Ќе осетите миризма, пријатна, може да е, некои дури закачуваат врекичка за да им мириса убаво во собата, но кога вистинската арома ќе излезе од оваа врекичка, која ќе ја ставите во врелата вода, тогаш наеднаш излегува целата арома од врекичката, дури почнува и да мириса, испарува и од парејата што излегува, ние осеќаме, ова е шо убав чај. Не мирису го, ќе се напиеме и веќе го осеќаме чајот. Аромата, мириспата, содржината на врекичката најдобро всушност ја доживуваме кој ќе ја ставиме во жешка вода. Па слично нешто е и со молитвата и постот. Ако молитвата е таа врекичка чај, ние се молиме и кога не постиме. И тогаш е корисно се молиме. Но кога сакаме да ја зајакнеме таа арома, кога сакаме всушност молитвата уште посилна да биде, кога сакаме да го доживееме Божјото присуство, тогаш ние взимаме пост. Постот подразбира да се потопиме себе си, како оваа врекичка чај, што ја потопуваме во врела вода. Постот подразбира да се потопиме себе си во Божјото присуство. Затоа постот значи да ставам се по страна и да бидам заедно со Бог тој ден. Затоа е важно молитвата многу пати да биде пропратена со пост. И затоа кога постиме, ние постојано
се молиме. Некој рекол дека исто така, ако молитвата е телефонски разговор со Бог, и ако замислиме дека молитвата е како телефон, тогаш постот би бил телефонската кабина. Бидејќи ти можеш да разговараш на телефона, ама замисли дека си некаде во гужва. Замисли дека си некаде каде што околу тебе има 100 луѓе кои што разговараат и зборуваат. Пред тебе има и телевизор, па пуштено е и радио, или силна музика, некаде си во ресторан, во кафана. Колку ќе можеш да се сконцентрираш и да разговараш фокусирано и квалитетно? Што мислите? Сте пробале, нели? И одно велиш, исклучи тоа радиото, кјутите малце да можам да разговарам. Или бараш да отидеш во некоја соба, каде што е тишина, така ли? Зошто? Затоа што ако ни е важен разговорот, ние сакаме никој да не ремети. Слично е и со молитвата и постот. Ако молитвата е телефонот, тогаш постот е телефонската кабина. Кога ние сакаме да поминеме по-квалитетно време со Бог, тогаш е најдобро да ги исклучиме сите нешта кои што не реметат, сите нешта кои што ни го одзимаат вниманието. Постот тоа нешто означува. Постот ни овозможува тој ден да тргнеме се по страна, да тргнеме по страна и храна, и телесни задоволства, и работа, и да кажеме денеска нема да правам ништо, денеска ќе постам и ќе поминам време со Бог. Затоа што сакам да имам едно квалитетно време со мојот Господ. Еве, тоа е причината зашто ние како христијани треба да се научиме да постиме. И за христијаните во раната црква постот бил толку важен што тој се подразбирал. Па дури низ црковната историја христијаните сваќале која е силата на постот, така што, например, Џон Весли, кој што е познат проповедник од Англија, тој имал пракса да не ракополага ниту еден за пастор или проповедник или духовен работник, ако не знаел дека таа личност барем 2 пати во неделата пости. За него тоа било услов. Може да замислите, сакаш да бидеш пастор или проповедник, сакам првин да знам дали постиш. Дали постиш барем 2 пати во неделата. Ако ние сакаме денеска да бидеме како црква ефективни, ако сакаме да го видиме Божјото присуство, тогаш треба да научиме да постиме. Може би многу мина од вас се прашувате и мене ме прашувале многу пати луѓе, зошто денеска во новата современа црква не гледаме често да се случуваат исцеленија, чуда? Зошто отсуствуваат даровите на Свети Дух? Читаме за раната црква дека имало во црквата дарови на пророштва, дека имало исцеленија, зборување на јазици, толкување на јазици, имало дарови на откровение. Зошто денеска ги нема? Зошто изостануваат? Слушаме исто така, не само тоа, слушаме и читаме за тоа дека кога излегувале апостолите на улица, кога излегувале верните, се справувале со демонски напади, тие успешно истерувале демони од обседнати луѓе. Ние денеска не слушаме за такви случаи. Ние денеска сме предадени само на работи што можеме со своја сила да ги правиме, или сме предадени само на знаењето, ставаме фокус на знаењето, но не и на силата Божија и времето поминато со Бог. Ако сакаме да бидеме силна црква, водена од Светиот Дух, исполнета со Духот Свети, тогаш мораме да бидеме црква на пост и молитва. Тоа е условот. Затоа Исус на учениците им кажа: овој вид на демони се истерува само со пост и молитва. Не е доволно само да си начитан и да кажеш јас се знам. Треба да научиш да постиш и да молиш. И на крај останува можеби само уште едно прашање, кое што би сакал да го одговорам денеска. Ќе имаме втор дел од ова проповед, следната недела ќе зборуваме малку повеќе за мотивите на постот. Многумина кога постот се прашува колку време треба да постам. Некој рекол, јас најдобро постам помеѓу доручок и ручек. Откако ќе доручкувам, можам да постам цел ден до се до ручек. Но постот, рековме, нели подразбира да се лишиш од храна
а не само да направиш пауза помеѓу доручак и ручак. Сега, колку трае постот? 1 ден, 2 дена, 3 дена? Во Библијата среќаваме различни временски периоди. Најчест е еднодневниот пост, но исто така има примери за 3-дневен пост, за 7-дневен пост и има само 2 случаи за 40-дневен пост. Но рековме дека тие се исклучителни случаи кои што се еден во Стариот Завет, кога Мојсе постеше пред да ги добие 10 заповеди и пред да го воспостави Мојсеевиот закон, и во Новиот Завет Исус постеше 40 дена во пустината пред да ја започне својата служба. И од нас денеска не се бара да правиме таква жртва, да постиме по 40 дена, но затоа црквата често пати постела со еднодневен, 3-дневен или 7-дневен пост. И можеме во Новиот Завет да сретнеме такви случаи. Ние одлучивме, почнувајќи од четвртокот, да постиме 21 ден, со тоа што не секој човек ќе ги пости сите 21 дена. Ние го нарековме верижен или ланчан пост, и во тој пост одлучуваме секој човек да пости по еден ден, но за секој ден да има човек што ќе пости. Така да, ако јас постам понеделникот, во вторник ќе пости некој друг, во среда некој трет, и така 21 дена, за да знаеме дека секој ден има некој во тие 21 дена што ќе пости. Практично тоа значи дека секој еден од нас ќе искуси еднодневен пост. Ќе пости од зајди сонце до зајди сонце, или пак откако ќе стане па се додека да заврши денот. И тоа е одговор на прашањето колку време треба да трае еден пост. Следната недела ќе разгледаме некои други важни прашања. Ќе зборуваме за тоа како не треба или како треба да постиме и да молиме. Со други зборови ќе зборуваме за неправилни и правилни мотиви за пост. Но за тоа следната недела. Тука завршуваме денес. Се надевам дека овие работи ви беа корисни и на благослов.